Вести на Канал 8, добро дојдовте. Општина Кочани е остварила позитивна разлика од над 370.000 евра кај приходите во однос на трошоците во 2023 година. Износот ќе биде наменет за изградба на ново и за трошоците за одржување на постојното јавно осветлување. Позитивна разлика од над 23 милиони денари остварила општина Кочани во текот на минатата година од приходите во однос на трошоците за јавно осветлување во градот и населените места. Во текот на 2023-та од физичките и правните лица врз основа на комуналниот надоместок за јавно осветлување биле наплатени нешто повеќе од 34 милиони и 400 илјади денари. Околу 1/3 од овој износ, односно близу 11 милиони денари, веќе се исплатени за потрошената електрична енергија. Над 326.000 денари се потрошени за изградба на ново улично осветлување во дворот на Основното училиште Никола Карев, како и на кружниот тек на улиците Стево Теодосиевски и Димитар Влахов во Стришани. Од вкупно остварените приходи, близу 1,5 милион денари во бруто износ се наменети за набавка на материјали и работна рака за тековно одржување на уличното осветлување. А уште околу 700.000 денари се предвидени за трошоците за исклучување и вклучување на дрвените и бетонски столбови на јавното улично осветлување. Но овие суми се уште целосно не се исплатени. Дополнително, уште околу 100.000 денари од приходите се потрошени за трошоците за надзор над реализацијата на проектите за јавно осветлување. Од службите во локалната самоуправа на Кочани истакнуваат дека средствата од остварената позитивна разлика од близу 340.000 евра меѓу приходите и трошоците ќе бидат искористени за склучување договори за изградба на ново улично осветлување при изградба на улици и кружни текови во општината, како и за тековно одржување на постојното јавно осветлување. Во Основното училиште Никола Карев во тек е инсталација на фотоволтаични системи. Изведувач на работите е компанијата ТМ од Штип. Во Основното училиште Никола Карев во тек е инсталација на фотоволтаични панели на кровната конструкција. Изведувач на активностите е компанијата ТМ од Штип. Работите што веќе се одвиваат се дел од проектот инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти во источниот плански регион. Договорот за реализација на активностите беше потпишан на почетокот на месец април. Освен Основното училиште Никола Карев, со инсталација на фотоволтаични системи опфатени се и фабриката за вода и Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Директорот Александар Андов истакна дека во иднина образовната установа сама ќе може да произведува струја, а со тоа се овозможува да се намалат трошоците, а додаде и дека целта е да се зголеми искористеноста на сончевата енергија како обновлив извор. Како што гледаме во позадина, денеска започна со поставување на фотоволтаични панели на самиот кров на училиштето. Целиот кров ќе биде поставен со фотоволтаични панели од 40 вати. Проектот е направен од самото училиште, но е поддржан и средствата се одобрени преку општина Кочани и Источнопланскиот регион. Вкупната вредност на целиот проект е некаде околу 2 милиони денари. Денеска и утре веќе ќе бидат поставени фотоволтаиците на училишниот кров, а во текот на наредната недела се очекува да бидат приклучени веќе училиштето да произведува електрична енергија. Ова е огромна помош за нас како училиште. Сакам јавно да благодарам и на општина Кочани и Источнопланскиот регион за оваа помош која што ја даваат на нашето училиште, бидејќи средствата кои што ги одвојувавме за електрична енергија повеќе ќе бидат намалени на многу минимално ниво и ќе можат да бидат искористени за унапредување на самите услови за воспитно-образовниот процес. Изминатите години фотоволтаични системи беа инсталирани на Средното општинско училиште Љупчо Сантов, на општинската зграда во Кочани, како и на пречистителната станица за отпадни води во Мојанци. Обилните врнежи и невремето што го зафати Кочанскиот регион во средата попладне ги преполни одводните канали, а поплави и 6 куќи во селото Уларци. Жителите тврдат дека причина за поплавувањето е еден од каналите што минува низ сред село, па наместо за собирање на атмосферските води, бил претворен во канал за наводнување на оризовите ниви. Порано водата не идеше за ориисто тука, одеше над куќите, над нивите. Они ги потрупаа и сега си го користе водостопанство, оваа вода иде за оризите. Ако не оде од тука водата за оризите, вчера што беше невремето, ќе ја собереше водата. Немаше да се деси. Сега ќе ги тожиме и
и тие, нека кажат чив е канал и кој треба да се грижи. Или некој нека ни објасне кој треба да се грижи за ово. Од бавчата да отидете да видите таму гаражи, тоа се е. Еве, видите, дворот сега смрде, не се стое. Тука дрвата какво ще има се е изнатопено, пиленца ще имаше од идеја, на травите нагоре на луѓето исто така штети се изнаправи. Не знам што да кажам, вадата не е чистена 10 години со баѓер. Ова канал треба да се очисти до Чешиново, значи да не е само тука до куќите. Иначе овај проблем нема да биде решен. Утре ќе заврне дожд, пак е на поплави. Тука ова не е една година, ова на нас поплавува секоја година, гледај куќите што личи. Ни чистени ваде, ни канал чистено, ништо е град е. Сигурно мало е помиотечник. Тоа ош стоеше, до скоро градо стоеше. Тоа е чудно нешто биде, страшно, страшно нешто. Ути не истечена тука водата, ја. Ние чистено каналот, истина пуни. Ние сами двојца стари останаме. Деца не тука, те син ми тука, мате и не него. Се па годината ми него напри. Нема ништо и од тебе, имаш и колишко тоа нема ништо. Пиленци имаш, од имаш и помровом пиленци, довија се. Многу тече ера тука вода, ја. Ово пливаш. Жителите нагласија дека редовно ги плаќаат сметките за воден надоместок и за комунални услуги. Поради тоа бараат локалната самоуправа и водостопанското предпријатие навреме да ги чистат од водните канали. Последиците и штетата што ја направи невремето од средата сами ќе ги отстрануваат, во надеж дека нема наскоро да им се повтори. Општина Зрновци почна со реализација на 3 инфраструктурни проекти, со кои значително ќе ја подобрува безбедноста во сообраќајот, особено за пешаците, но и водоснабдувањето за местното население. Се работи на изградба на тротоар на улицата Илинденска, која воедно представува и влез во населбата Зрновци. Исто така се гради резервоар за водоснабдување во Видовиште со капацитет од 60 кубни метри. Со тоа ќе се направи целина со функционален водоснабдителен систем по претходно изграден нов главен цевковод и каптажа за физичко прочистување на водата. На тој начин децениските проблеми на жителите на ова село ќе станат минато. Третиот проект на кој се работи е изградба на армирано-бетонска преграда на Морошка река. Со тоа, Мородвис ќе добие мини акумулација што ќе се користи за наводнување на дворните и земјоделски површини. Вкупната вредност на трите проекти изнесува околу 10 милиона денари, а се очекува тие да бидат обезбедени со поддршка од новата влада. Основното училиште Свети Кирил и Методи со положување на свежо цвеќе и одавање почит на сесловенските просветители го одбележаа патрониот празник на училиштето. Во пресрет на 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, првачињата, наставниот и раководниот кадар од основното училиште Свети Кирил и Методи, заедно со представници од општина Кочани, положија свежо цвеќе на споменикот во училишниот двор по повод одбележувањето на патрониот празник на училиштето. ОУ Свети Кирил и Методи Кочани го чествува патрониот празник на училиштето. По тој повод се организираше положување цвеќе од представници од општината, локалната самоуправа, од вработените во училиштето и малите правачиња дојдоа да искажат чест на нашите патронци. Инаку во основното училиште Свети Кирил и Методи, оваа учебна година беше донесена одлука за забрана за користењето на мобилните телефони. Исто така во моментот се врши реконструкција на кровната површина, а во тек се и уписите за идните правачења за учебната 2024-2025 година. Кочанската образовна установа поседува и сензорна соба во која се работи со ученици со потешкоти во образованието. В сабота општина Зрновци ќе биде домаќин на третиот традиционален урбано-ридски крос Младите трчаат во чест на прерано починатиот жител на Зрновци Васе Ангелов. В сабота општина Зрновци и локалниот младински совет по трет пат ќе го одржат традиционалниот урбано-ридски крос Младите трчаат. Трката е во чест и сеќавање на прерано починатиот жител на Зрновци Васе Ангелов. До сега се пријавени околу 75 учесници, а председателот на локалниот младински совет Ѓорги Саканарски очекува бројката да достигне до 150 надпреварувачи. Настанот се планира да почне во 11 часот од повеќе наменското игралиште Васе Ангелов
потоа да се одвива низ улиците на Зрновци, со крајна цел повторно да биде игралиштето. На победниците ќе им бидат доделени медали и дипломи, а додека на подржувачите на настанот, благодарници за подршка во реализацијата на спортскиот настан. Целта е да се промовира спортувањето меѓу младите во Зрновци, како и чувањето на споменот на Васе Ангелов. Урбано-ридската трка во Зрновци подршка ќе добие од доброволната планинарска спасителска служба Осогово, Црвениот крст, пожарникарите, Министерството за внатрешни работи и Општата болница со проширена дејност од Кочани. Почитувани, тоа беше се што и подготвивме во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас, ви посакуваме пријатен продолжен викенд. Довидување.